Драги ученици, добре дојдовте на денешниот час по ликовно образование за четврто оделение. Јас сум Наташа Ковачка, оделенски наставник од Основното училиште Димо Хаджидимов од Скопје. Денес ќе ја обработиме наставната содржина, изработка на символ од ликовното подрачје, дизајн и визуелна комуникација. На овој час ученикот треба да научи да ги препознава визуелните медиуми, средствата и нивната функција, да умее да ја користи компјутерската техника за ликовно изразување и преку ликовното творештво да се ослободува од стрес. Визуелните комуникации и дизајнот го опфаќаат целокупниот изглед на сето она што може да се види околу нас и што му служи на човекот во секојдневниот живот за негов опстанок, екзистенција и забава. Дали ги препознавате примерите што ги гледате на сликата? Сигурна сум дека ќе следува одговор да. Тоа се книги, плакат, списание, стрип, реклама, весници, каталог и сообраќаен знак. Воочуваме дека ова се примери со кои се среќаваме во секојдневниот живот. Од тука ја имаме дефиницијата. Визуелните комуникации се она преку што човекот комуницира со другите околу себе. Книгата е збир напишани, печатени, илустрирани страници од хартија или друг вид на материјал од кој можеме многу да научиме. Плакатот најчесто го среќаваме насекаде. Го има и во нашите училници и училишните ходници. На плакатот кој во моментот го гледате, можете да ги забележите правилата за заштита од вирусот COVID-19. Плакат е оглас, напишан или встиснат на лист хартија и обесен или залепен на јавно место. Форматот на плакатот најчесто е таков што овозможува употреба на букви доволно големи за да можат да се прочитаат и од прилична далечина. Во визуелната комуникација, плакатот е незаменлив дел од размената на информации и идеи. Детското списание е наменето за деца од разни возрасти во кои се застапени содржини од литературен и забавен карактер. Постојат различни списанија за деца, а некои од нив се Росица за најмалите, Другарче, Развигор, Наш свет. Списанијата имаат многу важна улога во образување на децата, во утврдување на стекнатото знаење на училиште, но и негово проширување на позабавен начин. Меѓу другото, списанијата постојат и за да ја задоволат желбата за љубопитството на децата, што е море без дно, а ја потикнуваат и љубовта кон читањето книги. Сообраќајните знаци се знаци на патиштата. Се употребуваат во секоја земја во светот. Поделени се во три групи. Прва група – знаци за опасност, втора група – знаци за известување, односно предупредување, и третата група – знаци за забрана. Сообраќајните знаци се исти насекаде во светот. Важат за сите учесници во сообраќајот. Сите претходни примери беа визуелно представени преку дизајн. Дизајнот ни дава јасна слика за обликување на надворешниот изглед на нештата околу нас, односно на употребните предмети. Уметниците кои ги обликуваат визуелните комуникации ги нарекуваме графички дизајнери. Тука ќе го спомнеме и накитот, кој представува украсување на човечкото тело со разни изработени предмети, како брошеви, прстени, гердани, обетки и белегзии. Во визуелната комуникација главна улога има примената на фотографијата. Фотографијата е уметност, наука
и практика на создавање на долготрajни сеќавања. Таа е неизбежен дел од нашето секојдневие. Постојано правиме фотографии кои сакаме да ги зачуваме како убави спомени во албумот на нашиот живот. Компјутерот денес е главно средство за комбинирање, истражување и креирање на интересни и привлечни решенија. Сега заедно, со помош на компјутерот, ќе се потрудиме во графичкиот програм Paint правилно да го изработиме сообраќајниот знак стоп. Ликовна техника, дизајн со помош на компјутер, потребен материјал за работа, компјутер, наставни средства, компјутер и компјутерска програма Paint. Да започнеме со цртање на знакот стоп. Најпрво, од множеството на форми бираме многоаголник, а од понудената палета на бои ја бираме црвената. Потоа го носиме покажувачот на белиот дел од програмот и повлекуваме за да го оформиме многоаголникот. Истата постапка ја повторуваме за внатрешниот многоаголник. Го цртаме и развлекуваме во внатрешниот дел на првиот шестоаголник. Следно, од алатките ја кликаме кортата со боја и го обојуваме внатрешниот дел. На крајот од алатките ја кликаме иконата А, таа представува символ за текст и со текстуален приказ во бела боја го запишуваме зборот стоп. Сега ќе ја зачуваме сликата со кликање на најлевиот таб файл. Од опцијата избираме Save As, односно зачувај како. На екранот се отвара нов прозорец во кој ја бираме локацијата за запис и го именуваме документот. Кликаме Save и постапката е завршена.